Еднаш прашавме, а одговор не добивме ниту од градоначалникот Иван Јорданов, ниту од директорката на Астибовата градинка Наташа Мусева. Затоа по една недела јавно прашуваме по втор пат. Каде и колку од детските реквизити и вештачката трева се поставени? Дали се вестините шпекулациите дека дел од опремата е изнесена од кригот на градинката и каде се наоѓа? Дали без одобрение на управниот одбор опремата е предадена во владение на друг? Дали можеби реквизитите и вештачката трева поставени во зоопаркот Бриони и оние на игралиштата во населбата Пребег се набавени од страна на градинката? Јорданов да одговори од каде потекнуваат дел од новопоставените детски реквизити на дел од игралиштата во општината, бидејќи согласно јавно достапните податоци за извршени јавни набавки, општината нема склучено договор за јавна набавка на детски реквизити и вештачка трева, кои што по своите спецификации се идентични на оние на градинката. Од локалната самоуправа Штип на пресот на СДСМ одговорија на следниот начин. СДС дефинитивно е во очи и секојдневно со ваквите пресконференции пробуваат да вршат притисок кон институциите кои не се под нивна контрола. Локалната самоуправа и институциите кои се под нејзини ингеренции ќе продолжат и понатаму да работат честно во служба на сите граѓани на општина Штип. А со оглед на тоа што времето на владењето СДС е одбројано, наскоро останатите институции ќе проработат за сите граѓани, а не само во служба на партијата СДС. Одговорија од локалната самоуправа Штип.